По повод предстојните празници, ученици и наставници од Основното училиште Магдалена Антова организираа новогодишен базар. Собраните средства ќе бидат наменети за потребите на учениците, информира директорот Живко Стојковски. Секоја година пред Нова година организираме новогодишен базар во кој што се вклучени сите наставници и ученици кои што изработуваат своји креации, скромни поклончики кои што во училиштето во училишниот хол се излагаат и доаѓаат ученици, родители, значи од самата населба, купуваат средствата кои што се собират, значи самите ученици донесуваат одлука што им е најпотребно, тоа си купуваат. Значи, еве имаме од тие средства што ги собират ученици и си купуваат елка, Дедо Мраз, лектири кои што им фалат. Еве минатата година купија и табли бели. Еве сега пак имаат некоја потреба, уште една или две училници не ме држите за збор кои што нема такви бели табли. Веќе вчера собраа доволна сума да можат да купат и дел од лектири, така да не мора да одат во градска библиотека, значи библиотека која што е опремена со сите лектири кои што им се потребни на учениците по македонскиот јазик. Значи, навистина беа изложени голем број на творби кои што сами ученици со своји родители креативно ги беа направиле за укршчики за Нова година, што навистина тоа стана традиција секоја година пред Нова година, што се организира во Магдалена Антова. Училиштето доби две донации сега за кратко време. Една од тие донации разговор со представниците на фирмата Дрекслер Мајер, значи по моје барање разговор, значи ни донира 20 куќишта компјутери кои што ги примивме, што ни возможија да направиме уште еден кабинет по информатика. Потоа добивме голема донација од Агенција за одземени предмети. Значи како директор веќе 2 години праќам допис до таа агенција, значи барам најнаосновни нешто да ни се помогне како училиште за ученици за подобро реализирање на воспитно-образовниот процес. И навистина голема благодарност и до влада и до, кажам, и директорка на агенција која што, значи, на училиштето донира, значи, голем број на предмети кои што веќе се складирани во училиште и ќе видиме натаму со нив што. Во таа донација можам да спомнам дека околу 1700 квадрати ни дадоа паркет, значи за сите подоби во училиште да бидат направени. Потоа косачки, трамболина, монитори, усисувачи и многу, да не кажам, роба која што има вредност можеби 10.000 евра нагоре.